Дистрикт Цивил престудија интервју на Зоран Иванов со Александар Божиновски. Александар Божиновски, новинар од средната генерација, македонски журналисти, но со многу богато, би рекол, доајенско новинарско искуство, од новинар-репортер, известувач од судските лавиринти и тамошните атрактивни случувања до наградуван за престижни новинарски истражувачки истории, еден е од основачите на СКУП Македонија Центар за истражувачко новинарство. Неговите области се од доменот на полицијата, армијата, организираниот криминал, корупцијата посебно, теми од посебен јавен општествен интерес. Александар Божиновски, добре дојдете во дистрикт на Цивил престудио. Како се вели да почнеме од почетокот? Најлесно така, хронолошки. Јас сум стар хроникаш. Епа, супер, тогаш, од каде е Александар, каде учеше, растеше, се школуваше и зошто новинарството? Од толку, од мал милион, нели, професии? Новинарството кај мене протече преку мајка ми, која не е новинар, ама работеше во НИП Нова Македонија во телефонската централа и ни носеше вестници секој ден, пошто сите вработени имав по еден примерок и секојаш имав на претек материјал за читање. Нова Македонија имаше прво многу изданија, Нова Македонија вечер, Екран, Котелец и уште не знам кои други таа. Како се вели со новинарството, како сведок, барем и консумент од мали нозе. Да. Како тежок консумент. И така станав зависник од читање новинарски текстови. Тоа беше тоа. Сакате да кажете од рано знаевте дека ќе бидете новинар? Не, јас сакав да бидам електроинженер. Мене ме занимаваше електрониката, ама не ме сакаше математиката. И така по предлог на мајка ми решив да пробам на студиите по интердисциплинарните студии по новинарство во Скопје. Потоа се редеа некои редакции? Веднаш, како брзо, 2 месеца после запишување, отидов да работам кон новинар, просто ме интересираше да видам во живо како изгледа таа работа. Едно е што пишува во книгите, друго е како изгледа на улица. И од тогаш не запрев. И каде, во кои редакции прошетавте, ако можам да речем? Почнав со Вечер, уредник беше Коста Поповски, славниот. Да, познато име новинарско и уредничко. Да, предов во Нова Македонија дневниот вестник, иако имаше помал тираж, значи и Вечер која беше државен, зборам НИП Нова Македонија. Потоа предов во Нова Македонија исто државен беше тоа. Тоа на некој начин во тој период и како семејно наследство би дошло во таа зграда, нели? Да, таму беа фамилиарни фирми, да. И во Нова Македонија ми одговараше тоа што таму имаше поголеми текстови, јас сакав повеќе да пишувам. И после тоа, како што е 2003 некаде, веќе почна пропаѓањето на НИП Нова Македонија, се затвори и се отвори новиот вестник Време. И таму почнава на право жестоко новинарство, дневно, приватно. И редакциски живот. И редакциски мощне живот, секако да. После Време пак се врати во Нова Македонија, ама сега приватно, на Минчо Јорданов, кој што повторно имавме повеќе простор, пошто разликата меѓу Вечер и Нова Македонија државни и меѓу Време приватно и Нова Македонија приватно, што во едното се бараат кратки експлозивни материјали. Нова Македонија секогаш била поаналитична. Да, по-вкусна е за читатели, за страстни читатели, имаш повеќе простор за пишување, за бекграунди, за објаснување. Овие просто Време поинформативни, пократки, по-блиц, веројатно. Покрвави, ја ги викав. Пошто бараат само месо без. Но публиката тоа го бара, претпоставам, во последно време младиве немаат нерви да читаат долги текстови, наслови. Тоа го вика аферџиско новинарство, што ја не го сакав, искрено кажам. Сензационалистичко можеби повеќе. Аферџиско, да, добар. Тој период беше од една страна многу добар, од друга страна беше и лош. Добар беше тоа што имавме многу повеќе слобода, многу повеќе вистинско новинарство, но имаше и доста и колеги кои, како да кажам, не го злоупотребувам и тоа си тераа своји некои партиски такви работи, така да вестниците добиваат постојано некаква партиски предзнак. А јас сум работел во сите, значи Вечер државен беше про СДСМ, Нова Македонија државна беше про ВМРО, веќе во меѓувреме се смени власта, па се смени директорот на НИП Нова Македонија. Па потоа работев во вестникот Време кој беше као про ВМРО, а потоа работев во неделникот Форум кој беше како про СДСМ.
И од тоа ми се смачи. Ова се интересни согледувања. Ја, например, не сум ги, на тој начин не сум ги толку, со толку остра граница. Но за ова може да се напише некоја историја, што се вели во вид на историја на македонскиот журнализам и на формите низ кои тој се манифестирал во тие фази на плурализмот. Да, би требало да се навлезе малку подлабоко во тоа, затоа што перцепцијата за партизирање медиумите повеќе е перцепција него што е реалност. Добро, Александар, дали тоа одредуваше? Тоа зависи од самиот новинар колку прифаќа да биде тоа. Имено, тоа ми е имаше прашање. таа слобода. Значи, може да работиш во некој вестник кој што има таква перцепција за него, што не значи дека ти така треба. Имено тоа прашувам. Значи, новинарите однапред може да знаат каде да се, во која редакција да тропна да си побарат работа врз основа на своите некои убедувања, па ако сакате идеолошки. Но не значи дека мора да работат за некоја партија. Тоа беше лична одлука на новинарот. Повеќето колеги, ја што ги знам, се работа професионално и не фаќаа страна. Сите вестници. Зборот ми е дека новинарите однапред може да знаат каде влегуваат во каква рамка на уредувачка политика и така да се одберат медиум, имаат избор врз основа на некои своји убедувања идеолошки, ако сакате, што не е странно во таа смисла. Да, например во Германија тоа сосема нормално. Значи таму и вестниците јавно се нарекуваат про ЦДУ, про овај никој не се лути за тоа, меѓутоа главната работа е професионализмот. Битно е да се држи до стандардите. Секогаш да се има другата страна. Спомнете Германија, еден главен уредник тогаш ми рече кога го прашав за ова, нели, партиските поделени, вика нашите студентите од факултет однапред знаат дали ќе одат во Руншау или во Allgemeine Zeitung, нели, едниот не постои веќе. Значи, според своите убедувања, но мора да ги држат професионалните постулати и едните и други. Логиката на тоа во Германија, што знам, пошто имам доста колеги од Германија, сработував со Der Spiegel еден период, е во тоа дека новинарите се интелектуалци и луѓе кои имаат свој став. И нормално тие да имате некакви своји политички погледи. И тоа е едноставно нормално. Но не смее да манипулира, да прикрива факти или да форсира факти кои не се факти. Во таа смисла зборува. Едно е личното убедување, друго е професионализмот. Александар Божиновски дојде до СКУП, го правевте СКУП, Центар за истражувачко новинарство. Што токму истражувачко новинарство? Прво е скапа работа, второ е напорна работа. Да, али е многу трето, епилогот е неизвесен. Да. Истражувачко новинарство јас го запознав на студиите по новинарство, кога нас ни дојде во посета еден визитинг професор, поточно новинарка од Лос Анџелес Таймс, Денис Хамилтон, и таа ни донесе 5 големи книги за истражувачко новинарство. Таа била новинарка на Лос Анџелес Таймс во 80-те години, таму тогаш имала серија на афери, така наречени пирамидални или штедилници или понзи. Тавата и таа една од она група на новинари на Лос Анџелес Таймс, таму обично работат екипа на новинари на дадено прашање, особено ако е големо. И јас од неа и уште неколку колеги од студиите научивме што е тоа истражувачко новинарство. Реално тоа и не постоеше на нашите студии. Дури не постоеше како израз јас кога студирав новинарство. И тоа ме импресионира затоа што и ни даде книги како се учи новинарство, како се пишуваат текстови, што е целта на истражувачкото новинарство. Практично еден материјал кој што го немаше во студиите и кој мене ми се виде многу атрактивен. И дури мојата прва сторија што сум ја напишал фактички е истражувачка, затоа што атрактивноста е што низ копањето низ информации и изјави доаѓате до нешто ново за читател. Ајде за гледачите на Дистрикт. Кога спомнуваме често истражувачко новинар, ајде во една-две реченици опишете што прави репортерот, новинарот. Треба да истражува. Предпоставувам, нели, истражува. Што истражува, како истражува, кои му се целните групи за истражување и како тоа го сублимира и го става на хартија или во електронска форма се или во видео форма. Истражувач, иако ние имаме во Македонија израз млади новинари. Сакам да кажам кој може да се нарече истражувачки новинар. Новинар кој што има долгогодишно искуство и кој има длабоки познања во дадената материја. Затоа што тој новинар може да постави теза за дадено прашање. Значи има сознание за нешто кој што го стекнал со текот на годините, кој што го стекнал од неговите извори, поставува теза, има одредени докази за тоа, да речеме некаква документација, и тргнува да истражува за да го испита целиот терен. Значи, потребни ли му се по секоја цена, дали му се потребни и на редакцијата и на новинарот, на авторот, разни, основно да речем, известителни шпиунски некои центри за да може да му дават некакви информации. Таа комуникација потребна ли му е или доволно е да се потпре на прописите на законите и да проверува дали тоа во пракса се реализира?
Не е тоа неопходно. Мислам дека тоа не е неопходно, тие така наречени извори на информации што ги имаме. Затоа што изворот на информација, колку да имате доверба, мора да го проверите и да се докаже тоа што тој го тврди. Тоа што тој е мој извор на информација, не е на јавноста. И дава информации мене, а јас на јавноста треба да презентирам докази, изјави, факти кои што на еден фер начин представени. Значи, ако кажеме дека, например, во текстилните фабрики во Македонија се кршат законите на работниците, правиот новинар Истражувач ќе го испита целиот текстилен сектор, значи сите фабрики, а нема да пишува за една за да личи како да е тоа напад на собственикот, како да е таа варијанта, ќе ги испита сите околности, зошто дошло до така, како дошло до така, ќе собира изјави, ќе собира огромен број документи и за на крај може да каже вака и Тоа вака. веројатно идентично и за индивидуални корупциски дејанија, криминали и Да. така натаму. Треба и тоа да се докаже. Да, може да постојат индивидуални случаи, меѓутоа кога тие се исклучително тешки, големи и значајни. Јас во новинарството, кога бев баш како новинар, најмногу бев познат по една афера или случај Масри се викаше порано. Тоа не е баш корупцијски случај, туку е шпионска ситуација, кога еден германец од арапско потекло беше уопсен во Македонија, па предаден на американските служби, малтретиран и тоа Познат случај, да. познат случај, да, каде што тука се вмеша Европската комисија со своја истражна комисија. Човекови права и така натаму. Имаше, да, имаше документарни филмови направени со сето. Тоа е се, да речеме, тоа е еден конкретен случај, се не можеме тука истражувачки да навлеземе во сите случаи каде што слични вакви случаи имало. Тоа, да речеме, за мене беше невозможно, затоа што имаше такви случаи во 5 различни други држави. Јас немаме ни од далеко такви услови и средства ние да се истражи до крај. Да, шетаме тој случај беше прв кој што беше откриен. Беше се заинтересира германската телевизија ZDF, за која што направи документарен филм, и кога тој беше објавен, беше откриен случај во Италија, па во Египет, па во Шведска, во Полска и на крај во Шкотска. Германците се заинтересира, претпоставам беше германски Веќе германски државјани државјани. со арапско потекло. Да. А потоа исто така и во Америка пишуваше Нью Йорк Таймс. Скуп Македонија Центар за истражувачко новинарство се афирмира доста во изминативе деcenија и пол. Кои теми вака посебно Скуп ги обработуваше, Александар Божиновски посебно, што ја организацијата, кои области ја привлекуваше за да навлезе во тоа и Поентата на Скуп беше во основа користење на истражувачкото новинарство како алатка во борба против корупцијата. Ние едноставно имаме некое убедување дека корупцијата е најголемиот канцер во оваа држава и јаде све живо и диво. Односно кога таа ќе се открие, тогаш се знаете како викаат, кога ќе го фатите рамијата ќе ви каже, ќе ви каже или дека е потомок на Александар Македонски или дека е застапник на правата на ЛГБТ. Тоа рамијата се кажува за да не оди во затвор, нели? Тоа е поентата од целата оваа работа. Скуп настана, биќе јас кога бев како новинар, пишував истражувачки истории, бев забележан на некои колеги од странство, кој што еден од Der Spiegel имаше, од New York Times имаше, па ме ангажира во разни проекти и често пати ми предлага да отвориме невладина организација за истражувачко новинарство во Македонија, што ја немав баш искрено малце храбро за тоа да го направам, меѓутоа подразбира организацијски способности, значи работи на новинарството кои што се многу досадни. Значи и кога од колешката Жаклина Хаджи Зафирова добив еден таков предлог и уште еден колега Джела Незири со кого представувавме во Берлин еден период, кога добив идеја од кај нив и почнавме да разработуваме дали би можеле ние тројца да се здружиме и да не биде тоа еден човек, one man show, што биќе сепак тоа е нешто што го почнуваме. Невладиниот сектор има малку елементи на бизнес, знаете, иако не е вистински бизнес. И така испада во голема мера. Јас не работам како новинар веќе 10 години, значи не пишувам историја, јас сум напишал само 3-4 за овие 10 години. Затоа што имаше административна работа, пишување апликации за грантови, бирократија и глупости, така и со другите колеги исто така. Божиновски, кои од овие теми што сте ги реализирале преку ова Центарот за истражувачко новинарство вака оставија поголем впечаток во јавноста? Што би издвоиле како ваш успех? Па имаше некои или чеми организацијски се. Ние направивме едно добро истражување за загадувањето на Скопје, например, кое што доби неколку награди. Најголем импакт имаше сепак сторијата за патните трошоци на пратениците. Тоа стара тема која што беше обработувана, али ние ја изработивме со докази. Значи ги имавме сите фолија како е трошено, примеривме проста математика.
Тогаш беше славна стана Силвана Бонева со низините 30.000 Скопје е заслужен за таа афирмација, дојде до судски епилог некако. Ние сме заслужни затоа што дојде до промена на законите, иако неквалитетна, морам да ја нагласам, пошто повторно има такви манипулации, али дојде до промена. Нешто ги намалија трошоците. Да, ги намалија бодовите таму. Таа се ми тоа повторно има таа злопотреба, али се покажа дека докажавме едноставно како пластично пратениците ги злоупотребуваат тие патни трошкови, иако тоа нормално не е најголемиот криминал во Македонија. И тие самите си ги носат прописите за тоа како ќе ги трошат буџетските средства. Околу имотот на партиите исто така сврте големо внимание, дури ги проби границите од Македонија, се објавија во многу странски медиуми. Да, добивме на идеја, пошто видовме дека тогашната владеачка партија ќе прави палата сега Скопје, како што ја викаат. Добивме на идеја дека се тие како правни лица имаат свој матичен број, да дискретно ги собереме тие информации од Агенцијата за катастар, без да дигаме многу галама, ги најавме нивните матични броеви и добивме црно на бело све што имаат во секое село. Добро, кога се истражува не се крева галама, потоа Да. И потоа испитувавме експлодира вистината. Да испитувавме како дошле, кога дошле до тој имот. И беше навистина многу забавно фака го зачитате, пошто некои партии имат и ливади, имат и пасишта, имат и ништо не би очекувале такво нешто од партија, не? Али имат и тоа го мапиравме, и значиме со знаменце и доминираа лавовите. Малата сиромашна Македонија изби по богатство на прво место. Да, кога ја завршиме таа историја, баш што јас го приложив, да видиме, пошто во Европа се многу транспарентни, да видиме колку имаат пари овие европските партии. Кај нив е тоа транспарентно, не мора да копате. Таа се испада дека наша ова е онака. Прилично богата партија. Да. Кое е задоволството од фидбекот од јавноста, па и од институциите? Некој се мршти, некој аплодира на резултатот на истражувачката сторија. Кое е задоволството? Задоволството што сме ги отвориле очите на нашите читатели, на граѓаните. Меѓутоа, за да биеме потполно задоволни, треба граѓаните соодветно да реагираат на тоа, што за жал кај нас се Вие сте добитник и на награди за истражувачко новинарство. Кој ви се вака најдраги и за кои истории? Па ја имам добиено едната за случајот Мастри од Македонскиот институт за медиуми. Добро, таа ми е најдрага затоа што не заради туку наградата, меѓутоа случајот Мастри беше една од ретките, можеби единствената, не можам точно да кажам, сторија која започнала во Македонија, ако станала светска. Тоа многу ретко се случува кај нас, значи настан, што тука е обработувано за кој потоа цел свет. Според дури и филмови беа снимани после тоа во Холивуд. А иначе бев со други истражувачки истории за наградата на Даниел Перел, тоа е еден новинар кој загина во Афганистан, американски, и таа награда ја доделуваат група на уредници од светски медиуми, како што се, например, Financial Times, Guardian, New York Times. Тие уредници се дел од жирито кој што организира глобалната мрежа за новинарско истражување, GIN, каде што Скуп е еден од основачите и е најголема мрежа на центри за истражувачко новинарство во светот. Зошто нашите медиуми, класичните редакции, малку се занимаваат со овој жар? Скапа е, многу време бара, многу ресурси. Истражувачка историја едноставно не се прави за 2 дена. Јас кога бев како новинар, не се сеќам да никогаш ми биле дадени повеќе од 3 дена преку сила за да ја од моментот кога на колегиум сме дискутирале темата до моментот кога ја морам да ја испорачам. Значи најчесто е апсолутно невозможно тоа за 3 дена да се направи. Значи треба често пати во истражувачката историја разговарате со 10-15 луѓе. Редакциите физички не е можно да ги најдете. Немаат желба, собствениците можеби или немаат средства и потенцијал да... Тоа ги чини, затоа што еден новинар треба да го остават да работи на една сторија 2 месеци и да не го малтретираат со други работи. Не да го малтретираат, да не го одземаат времето и тавајте. Имаше обиди во Дневник, имаше обиди во Време и во Нова Македонија да се формираат посебни истражувачки тимови. Имаше, искрено кажано, но тоа не заживеа никаде со тоа. Причината отпори од институциите, од политиката или поради финансиите? Математиката не ми спајаше.
им се види дека тоа е скап. Добро. Значи тоа е типично да речеме за американските вестниците, ти имате еден оддел за истражување, така да го кажам. Но тоа им носи и профит на крај, Да, тоа тоа носи ги прави рейтинг. најбитните стори, кои што се лендмарк. Тие менуваат состојби во Што го прават општеството. идентитетот на целиот медиум таквите стори. И тоа носи бенефит после. Значи треба да се инвестира. Да нема странски донации, ќе нема македонско истражувачко новинарство или грешам. 100% е тоа така. Странските донации прават 100% од сите грантови и донации во Македонија. Овде Постојат на општините, еве да спомнеме, ако сега да имаат општините или државата, али тоа секогаш иде по строги одредени линии, барем можеби не 100%, ама 90% така. се заговараше овде во институциите, во владата, некакви фондови за Да. редакции, за медиуми, за новинари. Имам чувство дека самите власти и партиите кои се и на власт, па и тие што биле на власт и сега се во опозиција и обратно утре ќе дојдат, нема да дојдат, не сакаат да финансираат. Да, не се среќни. Некој себе да ги истражува на некој начин. Да, не им се ги среќни со открива тоа. Таа идеја корупциите. потекнува во основа од Европската унија. Тоа е од Европската унија, веќе Европската унија доделува грантови во кои што обично бара кофинансирање. Поентата на кофинансирањето, например 90% финансира Европската унија, 10% во тој грант, треба некој друг да кофинансира. Во основа Европската унија очекува Некои матичната домицилни држава извори. да прави. Да. Значи очекува да има учество и матичната држава каде што, значи во случајов Македонија. Кој е искуството на Скуп? Добило ли некој пари од државата да истражи нешто? А немало можност да побара? Сме попарали, сме били одбиени. Нема шанси. За разлика еве од Хрватска. Хрватска веднаш уште кога стана Ми го земавте прашањето какви се искуствата во регионот? На Хрватска веднаш кога стана во минатото кога стана доби статус за кандидат за член во Европската унија, веднаш формираше фонд во владата. Во хрватската влада, значи секоја невладина која ќе добиеше грант од Европската унија, без разлика дали се бара 5, 10, некој се бара дури 20% кофинансирање, по автоматизам хрватската влада тоа го финансираше. Тоа го прави и Турција, патем речено, кој што исто така добива големи фондови од Европската унија за тие работи. Мислам дека и Словенија имаше порано, Словенија веќе одамна е членка на Европската унија. Али генерално така се прави, треба и ние така да правиме, ама не се прави во основа, тоа го бара Европската унија од нас. Може би треба и редакциите, медиумите, новинарските здруженија да се уште понастојчиви, некако се млаки веројатно во тие барања. Се нема ни волја веројатно и во фелата. Тука и таму во невладиниот сектор може би повеќе. Мислам дека коренот на сето тоа е малку историјата на македонското новинарство последните 30 години, кога се намножија многу медиуми. Па потоа кога тие беа во еден период од власта страшно корумпирани, значи тие што има кредибилитет го изгубија затоа што добива големи пари од владата, па потоа се свртеа против неа и доживеа крах, и финансиски крах, и кредибилитетен крах доживеа и на тој начин нашето новинарство е многу, како да кажам, уништено. Сега тука дополнително на целата оваа ситуација влијаеше интернетот и новите медиуми и знаете, во 2 милиони држава имавме едно време 16 телевизии, имавме преку 100 радиостаници, имавме во еден период 14 дневни вестници. Мислам, тука е... Си има чувство дека некому одговара една таков распоред на силите, безсилни да се медиумите, да не се ни седма сила ни четврта власт. Па еве, го земе, но сега нема да навегувам точно кога беше тоа, значи во една собрание на Сдружение новинари, кога се бираше нов председател на Сдруженијето новинари, има еден типичен упад како изгледаше кога требаше да се глас и тогаш се појавија голем број луѓе од МРТВ, кои што беа кои камермани, кои осветлувачи, кои чистачки, како договорена работа, спакувана. Да. Значи имаме постојано упади во нашата фела од страна на партии, на служби и така натаму. Ако добро ве разбирам, може да констатираме дека македонското новинарство е неслободно новинарство. Во македонското новинарство може човек да постигне внатрешна слобода. Ако решите да не се продаете, и постои можност да преживеете како новинар. Значи, мора да кажеме отворено дека тоа постои таква можност, иако е тешко. Значи, постои. А генерално не е слободно, затоа што
Слободно еве можете да, например, ако формирате невладина организација како СКУП, добивате грантови и никој не ви се меша во редовачката политика. Затоа што се парите од надвор, не се од натре, во таа смисла. Да, тие барат да напишете што ќе работите и потоа очекуваат од вас да се придржите кон тоа што вие самите сте се обврзале и никогаш не постои апсолутно никаква интервенција. Околу Тука има слобода. една алатка за истражувачкото новинарство, предпоставам е и Законот за слободен пристап до информации. Да, за него постоеше голема борба во минатото световно. Да, и го користат новинарите, но од друга страна институциите, корисниците на државни пари, јавните предпријатија кои создаваат профитно се со државни, нели, со државни ресурси, па и буџетираните предпријатија, институции и така натаму, се должни пред јавноста да се отчитаат за секој народен денар. Има ли пристап лесно до тие информации или мора да се оди користејќи го законот и Агенцијата за пристап до информации? Не, законот си има своји аномалии, например, тие се должни врку 30 дена да ви одговорат, ќе го чекаат 20 е сега нешто намалија, ми се чини. Да. Ќе го чекаат последниот ден. Но прашањето ми е, Александар, мора ли да се оди и преку тој закон институциите не треба веднаш да ги дават информациите, тој им е обврска. Тоа прашувам. Дали од тие извори ви упатуваат преку закон дојдите за да добијат и тие во време, можеби? Па ќе ви кажам како функционира. Затоа како функционира кругот да се дојде до една легална информација што е транспарентна. Тоа е борба. Ако постои законот, значи тие си имаат, еве народски кажано, финти како да не могу изиграат. Например, дали е 30 дена, дали е 20 дена рокот за да ви одговорат, тоа ќе го испратат во 30-тиот ден и тој одговор често пати ќе биде фаличен, не таков кој што ние бараме, па ние повторно мораме да бараме да постојаме. И отиде уште 20 дена, нови 30 или 20 дена и нови така, доека да речеме, ако прашањето се однесува за некоја ситуација која што е актуелна и која што е во жижата на интересот на јавноста, доека вие добиете одговор, ќе помине актуелноста на тоа прашање и кој ќе направите на крајот истражувачката сторија врз база на информациите кои што сте ги добиле, тоа се документи со подпис, со печат, тоа се официјални, тука најверодостојни, веќе тежината на импактот во општеството на истражувачката сторија е драстично намалена. Така. Констатиравте дека да не се странските донации ќе нема македонско истражувачко новинарство. А како е вкупниот амбиент за македонското новинарство? Вашето искуство, како цени Александар Божиновски, имаме ли новинарство онака професионално издржано или е се тоа некоја имитација од ден за ден? Па, новинарство има, ако некој бара квалитетни новинари производи, има ли се, за жал, многу малце. Се уште има, понекој новинар се наоѓа. Меѓутоа, моралот и духот на новинарството е, смитам дека е бај искрашен. Значи, тоа се гледа во тоа што не се интересираат младите да студираат новинарство, тие сакаат public relations, со јавност, сакаат да бидат пропагатори на некој начин, а не новинари. Кога идат на факултете, тоа бара. Тоа е по-профитно? Тоа е по-профитабилно, да. И од тука, од друга страна е она клик новинарство, ја што го викам, тоа се разноразните портали кои што пуштаат купишта информации, значи, да речем, по 300 вести во тој ден, со цел да го освојат просторот. И фактички се води една борба за вниманието на јавноста преку, како да кажам, експлозивни информации, преку разни трикови, например, ќе се напише дека имало крвава сообраќајка во толку загинати, за да кога ќе го отворите текстот ќе прочитате дека се случило во Белград, а вие мислите дека е тоа тука. Значи има такви некои или разголени жени, да се земе вниманието на јавноста, за да не го види она што треба. Тоа порано ние го викавме на терего да го гледа дрвото, за да не ја види шумата. Да, но финансиерите на кликови па плаќаат. Да, тоа рекламерите. Од Google е преземено. Вие го почнавте новинарството во време на не интернет. Да. Интернетот му помага или му одмага тогаш кога вака зборуваме за денешното новинарство? Интернетот е многу моќна алатка во новинарството. Многу исклучително моќна, меѓутоа во медиумите сметам дека треба да постои саморегулација. И кога ние би ја направиле таа саморегулација, тогаш можеме да предложиме до властите да ја преточат во закон. На некој начин. За се мора да постои правила. Ако нема правила, влегуваме во хаос,
во кои едноставно се Па, пропаѓа. има некои кодекси на новинарските здруженија, но многу мина кои се сега новинари, поготово интернетот ти ја дава таа можност, мал милион платформи, да ги игнорираат тие кодекси, тие нив не ги допираат, не се ни членови на здруженијето. Затоа прашам дали се губи она класична новинарска фела, дали изумира таа, дали овој хаос во интернетот ќе надвладее, какви ти се прогнозите? Ја мислам дека ќе се дојде до нова форма на новинарство во иднина, затоа што примањето на информација, оние лажни вести прават огромна штета. Мислам дека луѓето ќе почувствуваат потреба да читаат од каде да читаат информации, да гледаат и да знаат дека тоа е така и дека тоа е направено кој што треба. Луѓето ќе се уморат од лаги. Интернетот и порталите се преполни со лаги и манипулации. И едноставно повторно ќе се бара правиот новинар да излезе на терен и да направи интервју, не Zoom интервју, не Skype интервју, да оди таму, да направи и тоа да се стави, да знаете кој ќе откуцате некоја веб адреса, дека тоа таму е врз база на закони и правила направено, а не некој да си... Тоа влегува некаде во рамките сега на овој тренд медиумска писменост, може би што е светски тренд. Апсолутно, луѓето мислам дека не ќе можат едноставно да толерираат толку време да бидат хранети со лаги, едноставно ќе им дое преку глава. Тоа значи ќе умеат да препознаваат што е што и Да, каде да ја барат вистината, нели? Ќе преживее во друга форма, не знам каква, али ќе преживее. Тоа значи пак борба за рейтинг на секој медиум моделно, за верба кај консументи. Мислам дека треба време луѓето се навикнат, не само ќе видиш нешто на Facebook или ќе видиш кликни го вау, значи кој ќе влезе на читателот веќе навика да види чекај кој го пишува ова. Кој е тој? Кој си ти? Што си ти? А ви имате мал милион портали кај што не знаете ни кој е уредник, ни кој е новинар, нити дали е регистриран во Македонија, IP адресата му е некаде у Хонг Конг и едноставно, значи луѓето ќе научат дека едноставно не треба да му веруваш на некој што се крие, значи ако мислат. Тој што сака да ти ја каже вистината стои пред тебе и ти збори во очи. Тој што се крие за некое дрво и ти збори. Но околу таа медиумска писменост, од една страна и државите финансираат, нели, едукација, од друга страна самите држави се промотори на лажни кампањи, на лажни информации, на дезинформации. Може би ова рускава агресија врз Украина е класичен пример за моќта на тие пропаганди и кампањи. Што мисли Александар Божиновски? Како тоа функционира всушност? Кој ги продуцира? Тие како да ги разоткриваме? Па да, има тие ботови, како што ги викаме, треба отворено да збориме дека ботови има на секаде, нема само Путин кој има собствена војска формирана, така да кажам, и тоа веќе сите го знаат. Дори нашиот сајт беше нападнат од руски хакери, еден период па беше паднат, па едва го спасивме. Значи, сите тоа го прават, али тоа е ситуацијата на хаос. Значи, додека не се регулира, тогаш и државите тоа ќе го користат. Еве земете го примерот со Трамп во Америка. Значи, интернетот од Твитер беше клучен за, искрено кажано, за неговата победа. И тоа се докажа колку он гласови добил на таков начин. И сега секој политичар, секоја сила, ако не се прилагоди на сегашниве, тоа е главна тема во Европскиот парламент, ако сте забележали, често пати дискутираат што Европа да прави со тоа. Европа нема своји ботови, нема, како да кажем, нема своја некоја организирана пропаганда на интернет, Европската унија, додека не се сето тоа не се регулира, додека не се развие културата на барање на точни информации, тогаш ќе мора дури политичарите и моќниците се прилагодат на тоа и тие сите тоа ќе го прават. Каде натаму вие со амбициите? Секогаш, извинете да довршам, историјата не учи дека редот секогаш доаѓа од хаосот и редот се појавува кога хаосот ќе го удри дното или кога ќе дојде веќе до непоносливост. Самите ќе бараме ред и ќе бараме вистина и ќе бараме новинарство. Самите луѓе ќе го барат, тоа ќе имаат потреба. Каде натаму со амбициите, со поривите, со желбите новинарски или размислувате да промените можеби професија или продолжувате со истражувањето? Добро, сега ние сме скуп како и сите фирми и невладени фирми и луѓе се погодени од двете кризи, коронавирусот и сега ова криза која што експлодира во светот со храната, со енергијата, че ние не сме имуни на сето тоа. И во моментов гледаме и ние да преживееме како и сите други. Меѓутоа, ја мислам дека тоа што ние го работиме има трајна човечка вредност.
кујнината и не е нешто што треба да се фрли, да се заборави како нешто старо. Треба да се издржи. Многу луѓето мислеа така, некој што се мислело радиото дека е бесмислено кога се појавила телевизијата, меѓутоа тоа е живо и здраво. Така да за некои работи требаат луѓе, не може се машината да направи. Дистрикт Цивил прес студио Александар Божиновски ви благодарам.